Сакам да ви убедам сите дека сме спремни за почеток на годинашниот Пиофест прилет 2019, направените сите подготовки, спремени се сите штандови, спремена е главната бина, кај што се вие вечера учествувате, спремени се сите штандови што учесниците, пиварите што ќе учествуваат на овогодишниот Пиофест. Безбедностната ситуација е одлична во градот, немаме никакви поплаки, немаме никакви потреби од некакви интервенции и така натаму. Комуналните јавни предпријатија кои што треба да учествуваат во овие посебно овие 4 дена се максимално ангажирани околу чистотата на градот, однесувањето на сметот и така натаму. Јавното комунално предпријатие кое што располага со паркинзите во градот и со влезот во сите 4 влеза во нашиот град се максимално присутни на терен и максимално ќе одработат својата работа околу паркирањето на сите возила. Да кажам дека оваа година по прв пат ќе биде малку поинаку решен проблемот околу паркирањето на возилата. Имено паркирањето ќе почне од периферијата према централното подрачје, затоа што на тој начин му се дава поголема можност на учесниците, на граѓаните, на присутните, на пешаците да бидат послободни, порелаксирани, поубаво да се чувствуваат во центарот на градот. Јас сум сигурен дека ќе имаме овие 4 дена одлична, пријатна забава, расположение максимално на сите граѓани кои што се од нашиот град, од нашите градови, од нашата држава и оние кои што доаѓаат од странство. Ја му посакувам пријатен престој, сакам да уживаат овие 4 дена, да бидат весели, расположени и да уживаат во ладното пиво и убавата прилепска скара. Само да дополнам уште една реченица дека оваа година освен главната сцена каде што ќе настапуваат учесниците и уметниците, ќе имаме алтернативни сцени на неколку места, тоа е камената бина, јавниот простор околу градскиот сад, понатаму кај паркот за децата, кај општинскиот суд во Прилеп и сите тие околности што ни нудат на периферијата на градот, на могилата на непобедените, каде што ќе имаме кампирање, исто така аквапаркот во котелот Салида во Прилеп. Сите овие дополнителни нови моменти ќе му дават посебен шмек на овогодишниот Пиофест, што мислам дека на крајот после 4-тиот ден сите ќе бидеме задоволни, и учесниците, и уметниците, и граѓаните пред се. Јас мислам дека тоа е и целта. Уште еднаш да ви повикам сите граѓани на нашиот град, на нашата држава, од сите градови од Македонија, овие 4 дена да ни бидат гости за да уживаат во овогодишниот 17-ти поред Пиофест Прилеп 2019. Meni je izuzetno velika čast što ću biti sa Nešom Galijom iste večeri na line-upu i naravno što mi se ostvario jedan, ja bih rekao, dugogodišnji profesionalni san, a to je da ja na teritoriji Eksiju prostora smatram da postoje dve pevačice koje su vanserijske. Jedna od njih je Nina Badrić, a druga od njih je, koja je za mene prva, Ivana Peters, poznatija kao Ivana Negativ, iz potpuno jedne spontane varijante. Ja mislim da sam prvi put i sa Negativom nisam bila u Prilepu i sa Tapovcima nisam bila i mislim da mi je ovo jedno super iskustvo, jedna divna ekipa i mnogo mi je drago što sam ovdje sa vama. Vidim što je Đorđe rekao, nije očekivao tako nešto, ali mislim da će stvarno biti mnogo dobro svika večeras i da će biti puno ljudi i to je u suštini cilj. Nije slučajno što je ovakav sastav večeras pa i ranijih godina bio, jer ova publika ima, primetio sam da ona ima posebnu estetiku i da se jako dobro razumeju u muziku. Tako da nije slučajno što se pre svega alternativna muzika pojavljuje kao jedan od elementa i ne samo to, nego to traje jako puno godina. Recimo, ja sam prvi put bio ovde predno 30 godina otprilike, ne znam. I imao sam tu čast da sam u više navrata dolazio u raznim nekim varijantama i uvijek je to bila publika koja se jako dobro razumela u ono što mi radimo na sceni. To je nama ozbiljno olakšavalo posao, što verujem da će večeras upravo biti jako dobro, zato što preko puta nas neće se stajati oni koji ne znaju šta će slušati, nego baš znaju tačno šta će čuti, što je opet nama za repertoar mnogo lakše, jer onda ne moramo da vršimo neku selekciju, što nam se vrlo često dešava u nekim krajima. Prilep je poseban grad i ovde se mora paziti kako se svira, jer ovde ljudi znaju šta je muzika.